Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувано раковство на МВР и на БЈБ. Денеска сме во посета на регионалниот центар за гранични работи Југ, каде што оставивме средба со раководството на центарот, но и со раководството на секторите за внатрешни работи во Велес и Струмица. Средби кои што за нас се традиционални на крајот од годината, во која што ги сумираме резултатите од работењето, меѓутоа и разговараме за тоа што се новите предизвици пред нас, предвидливост околу криминалитетот и секако утврдување на приоритетите за идната година. Регионалниот центар за гранични работи Југ, кој е домаќин на оваа денешна средба, активно работи на поделот на справувањето со илегалната миграција и криумчарењето на мигранти, на спречување и санкционирање на прекограничниот криминал, вклучувајќи го и криминалот со моторни возила, фалсификување на документи, но и по неколку актуелни и активни оперативни информации. Генерално овој регионален центар бележи зголемување од 43% на откриени кривични дела, постапувајќи по 25 различни основи од кривичниот законник. Најзначајно зголемување е кривичните дела фалсификување исправи, и тоа за 114%, давање на подкуп за 300%, потоа кражба, давање на лажни докази и слично. Ова е споредбено со истиот период од минатата година. Што се однесува до прекограничниот криминал, кој во најголем дел е откриен на граничниот премин Дојран, Богородица и Михајлово, откриени фалсификувани документи бележат зголемување за 39% споредбено со истиот период од минатата година. За 20 пати е зголемено откривачката дејност на криминал со моторни возила, додека за 8 пати е откриениот криминал со трговија со цигари. Во однос на обидите за илегални преминувања. Иако најголем притисок години наназад е токму границата на Република Северна Македонија со Република Грција, годинава имаме 50% намалување на обиди за илегално преминување на границата. Тоа се должи на зајакнетите мерки и поефикасната контрола која што ја имаме на самата гранична линија, како и работењето пунктовско во внатрешноста на државата на целата територија и секако вклучително и оперативната акција што имаме заедно со Фронтекс. Бројот на откриени случаи на криумчарење на мигранти е сличен со минатата година, но ако го земеме предвид фактот дека бројот на мигранти во 2023 година е намален за половина од лани, тоа говори за исто така за 50% изголемување на ефикасноста во откривачката дејност. Во оваа прилика не можам а да не го споменам зголемувањето на протокот на патници во однос на минатата година, и тоа за 25% на јужната граница во овие 11 месеци, и ја поминале речиси 6 милиони патници. Најфреквентен е граничниот премин Богородица, каде зголемувањето изнесува 30%. Во однос на другите активности, по споменатите оперативни акции, РЦ Југ бележи зголемување за 110% на откриен криминал со огревни дрва, а за 6 пати се зголемени откриените случаи за недозволената трговија со наркотици. Од она што го слушнав на денешниот брифинг за СВР Струмица, вкупната ефикасност во откривачката дејност на ова подрачје за овој период од годината, споредбено со истиот период од мината година, бележи зголемување за 18%. Споредбено со истиот период од 2022 година изнесува 60% наспроти ланските 42%. Ова е откривачката дејност на кривични дела со непознат сторител, што е исклучително висок процент на ефикасност. Ова главно се должи на ефикасност во делот на класичниот криминал, при што реализацијата е зголемена за 52% споредбено со истиот период од минатата година. Во 2023 година СВР Струмица може да се пофали и со зголемувањето на ефикасноста во расчистувањето со тешките кражби, и тоа за 20,3%,
во споредба со минатата година, односно постигнатата ефикасност е 58%, додека во делот на пријавените разбойништва реализирани се дури 90% од нив. Значи, оние кои што ги сториле се откриени и поднесени кривични пријави. Во однос на спречувањето на недозволената трговија со дрога, во текот на овие 11 месеци на подрачјето на СВР Струмица регистрирани се 58 кривични дела, поднесени се 55 кривични пријави, што повторно представува зголемување за 25% за разлика од минатата година. Дополнително 4 кривични пријави се поднесени и од Закон за опојни дроги и психотропни субстанци, што е за 100% повеќе од минатата година. Намалување од 17% е евидентирано кај нарушувањата на јавниот ред и мир, а 100% е зголемен бројот на поднесени кривични пријави на лица кои што вршат бесправна сеча, транспорт и продажба на огромни дрва. Овој сектор за внатрешни работи во текот на годинава може да се пофали со реализирани 2261 една превентивна активност, од кои 1272 од областа на криминалитетот, 454 од областа на јавниот ред и мир и 535 од областа на безбедноста на патниот сообраќај. И тука морам да истакнам дека превентивната активност во секторот за внатрешни работи во Струмица во континуитет е една од најдобрите во државата. И СВР Велес, чии резултати имаме можно да ги слушнеме на средбата, има сериозен напредок годинава, особено во однос на постигнатата вкупна откривачка дејност, која изнесува над 56%, или ако споредиме со минатата година, има зголемување за 10% во откривачката дејност. Во делот на тешките кражби бележи намалување на овој вид на пријавени кривични дела и тоа за 35%, што е исклучително важно за безбедносниот амбиент на подрачјето на СВР Велес. Во делот на недозволената трговија со дрога и оружје, во текот на овие 11 месеци, СВР Велес поднесе вкупно 63 кривични дела, кривични пријави против 73 сторители. Овој сектор бележи зголемување од 28% и на поднесени кривични пријави од областа на организираниот криминал, додека евидентирано е намалување на прекршоците во однос на јавниот ред и мир за 15,7%. Од страна на СВР Велес, заклучно со месец ноември 23 година, реализирани се вкупно 953 превентивни активности во сите области, што представува исто така зголемување некаде за 44% во однос на минатата година. Очекувам и во наредниот период овие три организациони единици да продолжат со несмалено темпо во реализација на утврдените приоритети во насока на намалување на криминалитетот во сите негови форми и области, посебно да ги зајакнат контролите и активностите во овој предпразничен период со цел одржување на нивото на безбедност и поволен јавен ред и мир и безбедност на граѓаните во интерес на граѓаните. Сакам да упатам апел до граѓаните, бидејќи се наоѓаме во период на празнувања, на поголема фреквенција, за две работи. Прво, повикувам да не користиме апсолутно пиротехнички средства и ова е еден од главните приоритети на раководството на секторите за внатрешни работи во заплена на пиротехниката и најстрого казнување за сите оние кои што тоа ќе го прават, заради тоа што користењето на пиротехниката прво е ризик за тој кој ја користи, меѓутоа е ризик и за околината. Така да има многу убави начини како да се израдуваме и да прославиме за празниците, а при тоа да не користиме пиротехника. И второ, во однос на сообраќајот. Исто така знаеме дека ова е период во кој што сите ние се опуштаме малку повеќе од тоа што треба, а посебно ова важи за оние кои што ги управуваат моторните возила, да се внимава во користењето на алкохол, односно да не се вози никако под дејство на алкохол и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. На тој начин ќе бидеме побезбедни сите ние и многу поубави празници ќе имаме, доколку безбедноста на едно повисоко ниво. Благодарам.